Знаењето и мудроста на големите умови кои го зедоа паметот на јавноста и представени како врвни експерти кои располагаат со несомнен квалитет беа канети да ги толкуваат уставот и законите. Изгледа завршува во моментот кога без да ја примат дневната доза од Центарот за лаги, осудени на солистички настап, ќе го покажат гигантскиот аналфабетизам и тоа на само неколку дена пред да биде озаконето тоа што за нив е невозможна мисија. Преку ноќ не се укинува екстер. Значи, екстерно сега, а тие ветија сега ќе го укинат, не можат. Тоа е доказ дека они не го познаваат системот, во случајот образовниот систем, не ги познаваат законите и како да тие работи, и мене токму тоа ме плаши. Заев се прави главен шизик во држава. Значи, се работи тотално несериозност, непознавање на работиве. Тоа е она што јас го зборувам, таму нема стручњаци кои да му кажат на Заев и што да зборува. Нема таму стручници. Бук да чува. А како да има кога вистинските стручни кадри се негувани во специфични услови, чувани како ретки животинки во резерватот Јасен, подготвени за борба, но само ако покрај себе имаат ист сој, а не противник кој може да им ги побие сите фиктивни аргументи и да ги извади од колосек, пошто бараат да се внимава на нивното реноме на заштитени ѕверки. Јас како универзитетски професор, ако не престанат со вакви типови на провокации, ќе престанам да комуницирам на овој начин и да ќе ви кажав и во воведот на емисијата, очекувам дебата со колега мој на исто ниво, а не со измислен граѓански активист. Проблемите се таложат, ама не затоа што постојат измислени граѓански активисти, туку од измислени податоци кои не кореспондираат дури ниту кога ги соопштуваат. Лица за кои се смета дека имаат договор да се разликуваат во нијанси, а не дури и до 50% со бројките кои се предмет на нивната лицитација. Створивме 170.000 нови работни места, од кои што околу 30.000 се во странските компании. Ало, во кој филм живеете сите, бе? Само во зоните во моментов имаме околу 6.100 до 6.200 некои други компании кои функционираат и надвор од зоните. Таа бројка може да се види дека веќе надминува околу 15.000 работни места. Околу 30.000 се во странските компании. Околу 15.000 работни места. 30.000 се 15.000. 30.000. Бук да чува. Се отвараат и поранешните функционери кои наместо кога траеше пропагандата да ја описмена трајата, сега постмортем укажуваат дека и пензионерите биле предмет на манипулација, затоа што во најголем дел покачувањата што ги имаат добиено не биле резултат на врвните економски политики на кабинетот на Груевски, туку законска обврска, и тоа според акт донесен, ама не од ВМРО ДПМН, туку од СДСМ. Во закон стои дека секои 6 месеци треба да се согласат со стапката на инфлација и порастот на платите во стопанството. Мирање на институции. Сега некогаш тоа јавноста не до крај го разбираше и владата можеше да претендира на политички поени дека ги зголема пензиите и покрај тоа што беше мислена поранешната законска обврска. Бук да чува. Оттаму и не треба да зачудува кога се признава дека е природно тоа што секојдневно ќе се појавуваат нови сведоштва за шарените лаги со кои се бојасуваше вистината за едно владење. Едноставно се што се прави лошо и зло, без причина, без доказ, еден ден се враќа. Тоа е тоа, таков е живот. И на крајот, животот е таков, но само за оние кои цврсто газат на земја. Значи, вие имате проблем. Во член 69 нема проблем, имате проблем. Мене да ми бидете професор. Не се значи, па затоа ве прашав. Вселена сум за вас, колега, извинете, ама. Ако таа е вселена Сава според Фрчковски уште одамна е у космосу, тогаш катедрата по конституционално право е симулатор за летање во облаци, а не школа за закони и за устав. Уставот е тоалетна хартија, како не разбирате? Институции. Бук да чува.